Драги мои, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно жешко репризно издание. Јули 2019 година го спремаме ово издание за јули 2025 година. Знаете, Албер Ками вели дека во странецот причината за убиството кое тој го направил е кога го прашале на суд, нели, странецот, зошто го уби човекот? Затоа што сонцето силно печеше. Значи, му печело сонцето, овој му збоктисало, светло сонце, разумот стемнет. Самото сонце и температурата не може да бидат причина за патологија, причина за убиство, причина за посегнување по туј живот, туку е само моментна тригер на некоја болна состојба на човековиот дух, оттргнат од црква, од Бог, оттргнат од морални вредности, запаѓа од едно во друго. Во овој момент Македонија е, да речеме, топло време. Ја нема да речам жешко време, затоа што јас сум центарско дете, јас сум маđар малец кој се капел во Вардар, затоа е ваков, кој знае што е 40, 47, 42, 43 степена, па и повеќе. Дури имаше во времето на социјализмот бунење дека мереле на зајчев рид, кај што е многу постудено, одо што во фабричките хали, каде што, например, таму покажувало 36 степена, а имаше некаков закон дека ако дојде 39 степена, работниците не смеат да работат и дрн јариња. Да ви кажам дека да, топло и работниците не треба да работат од 10 до, или од 11 или од 12 до 16 часот, затоа што и да е умерено времето, едноставно паѓа концентрацијата. Но во секој случај, мислам дека треба да прекинеме со таа паника дека е ова ужасна непогода и што ти ја знам. Драги мои, денеска на 2 врва во Словенија падна снег. Добро. Тие врвови се знаат и преку 200 дена во годината да имаат снег, но во секој случај, ако е тоа такво заладување како што, нели, драматично, загревање како што драматично се нарекува, тогаш би било сосема поинако. Сакам да кажам дека да дојдам некако до тема за пожарите, но ми се наметнува сега и бидејќи не знам, успеав да направам шер лайв стримот, да им кажам добро вечер. Колку гледачи имаме? 8 гледачи. Една минута 8 гледачи. Шта пие кафана? Гирице за све столове, музика свира и туч. Кај било мрсното. Друже, ти пиеше швепс? Да? Ај сега ово да го почаш гласно на звучни да те слушнат сите. Лесно е да кажеш те сакам. Ај кажи 6 чаши свеж швепс. Се сеќаваш ли Радио Скопје прва програма што им беше најтешко на водителите на вести во 12 часот и во 16 часот главните вести кога идеа? Како да изговорат? Во овој момент се врши демилитаризација на демилитаризираната зона. А изговори го. И то малце побрзо. Демилитаризација на демилитаризираната зона. Брзо зборка. Лесно е да кажеш те сакам. Ај кажи 6 чаши све шеф. Шеф. Океј, малку на шега, малку на дури осеќам нешто. Чекај. Блажо, ме гледаш?
Ме гледаш? Ме гледаш убаво? Да ти покажам, имам нешто за тебе. Дали знаеш што е ова? Научив, жена ми гледа корејски серии. У секоја епизода мора да има вакво нешто. Тоа е ова. Срце, демек. Ти си срце мое. Срце ти давам. Бакнеш. Љубов. Демек, ова е, знаеш, на обликот на срцето. Добре се коријанци, леле како штампаат серии. Мајко моја. Нема шанси ни Турција, ни Шпанија, ни Бразил, ни Латино, никој нема шанси заедно, ни индиски со Кореја. Све, и тоа сите теми ги имаат. Не се. Значи, да ги отворам телефоните? Да ги отворам? Отвори. Абе, Ред Булот го забореў замрзнувач, ќе ти експлодира. Ти си срце мое. Ми се јаде граф. Марче, ај стрчи се до Тинекс, купи 2 конзерви оној запечен граф од Подравка. Ја и ти на пауза ќе каснеме. Ја частам. Може. За граф секојаш има место. Марко, ја частам. Абе, ја го частам, ќе направиме пауза, ќе пуштиш реклами, ќе си каснеме јас и Марчи и ќе продужиме. Добро, ќе каснеме горе со тебе заедно. Ќе апнеш едно лажиче. Знаеш како е? Ако после се распрдиме, нема да ти мирис, ако и ти имаш касно, да ти прдиш. Па мислам, дај не зафркавај, човече. Океј. Инаку, во Македонија е прогласена 30-дневна воредна состојба, кризна состојба, се извинувам, поради пожарите кои беснеат низ Македонија. Одиме со веста. Владата донела одлука за прогласување кризна состојба од 30 дена заради зголемената појава на пожари, соопшти Пладнево денес прес конференцијата на потпоролката Марија Митева. Одлуката била донесена врз основа на денешната седница на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот со кризи поради сложеноста на теренот и високите температури. Ова на терен значи дека се овозможува интегриран пристап со координирано действување на сите надредни институции, армијата, полицијата, противпожарната заштита, Центарот за управување со кризи ЦУКИ, Дирекцијата за заштита и спасување ДЗС, како и локалните самоуправи. Ќе се мобилизираат сите ресурси, човечки, технички, логистички, се со цел да се справиме со пожарите и заштита на населението, рече Митева, додавајќи дека владата ќе обезбеди итна навремена помош за сите засегнати подрачја со цел спречување на поголеми последици. Демилитаризација на демилитаризираната зона. Инаку, веста која е на ниво на скандал, а ја објави Плюс Инфо, да ви ја пренесам веднаш. Дали СДСМ ги подметнува пожарите за да го сокрие распадот? Можна е организирана саботажа, предупредува ВМРО ДПМН. Дали е ова последен обид на картелот која држеше државата во заробеништво да создаде хаос за да се представи како пожарникар на проблеми што сам ги создава, прашува ВМРО ДПМН. По најнови информации дека кај местото на пожарот Чучер Сандово биле фрлени дрвени палети намачкани со бензин, со што очигледно некој намерно сакал повторно да го активира пожарот, и алармираме јавноста за можна организирана саботажа. И додека институциите посветено работат на спречување и гасење на пожарите, зачудува со каква возбуда и злорадост некои структури блиски до СДСМ се обидува да ја претворат оваа елементарна непогода во политичка алатка, соопшти ВМРО ДПМН. Океј, само да ви кажам една работа, драги мои пријатели и пријателки.
Значи, било што да користите за потпала од нафтени деривати, зборам дизел, зборам нафта за грејење, зборам бензин, кога ќе фрлите, макар и парче хартија, колку и да биде силен пожарот, колку и да изгори, кога ќе се угасне, остава мирис. Не може природно да се појави среде шума пожар, а да местото од кај што се појавил мириса на бензин. Во меѓувреме ќе видите, например, има во Калифорнија кај што објаснеја многу големи пожари, имаше неколку снимки каде што едно возило иде и пали шума. Како иде по пат, фрла некоја течност, материја, која гори, остава цела трага. И они тоа го искористија да кажат дека намерно се потпалувале пожарите. Има една друга вистина дека за да спречиш пожар да се шири, е најдобро да дозволиш една област да изгори, за другата да биде заштитена. Зошто? За да не дозволиш да тој оган се прошири преку патот, бидејќи самиот пат и не може да биде доволна изолација, но ако е контролирано спрема ветерот и така натаму, подобро е и дури се палат и шуми, големи простори, за да се спречи уште поголема катастрофа. Но ова кај нас не. Бидејќи фрлање палети кои мирисаат на бензин е чиста пироманија. Дали е тоа партиски, дали е тоа мафијашки, дали е тоа организирано, тоа треба да го докаже МВР. И тоа подитно. Лани исто Стојанче тврдеше дека има подметнување на пожар. Зошто МВР се уште не излегува со било какви податоци од истрагата, макар од лани, мене не ми е јасно. Но во секој случај, кај нас системот допрва треба да го исправаме за да веруваме дека функционира. Океј. А народот, реакциите се многу жестоки. Еве коментарите на моите следбеници да видите што пишуваат. Раде Денковски пишува: иста финта користат и двете партии, со сигурност го кажувам, исто се случуваше на Вардариште пред 4 години, кога на власт на град Скопје беше Шилегов, Гази Баба Борче, тога се палеше да дојде Данела и Боби на власт, видовме што направи двајцата. Дамјан му одговара, вика: ти тепа од работа пред нив, иста финта, смеење, метастазиран систем пропаст, кога се СДС на власт ДПМН се пиромани. Кога се ДПМН СДС се пиромани. И така 30 кусур години имаме пиромански партии. И така не 30, туку 300 години ќе си терат. Од оваа септичка јама, збирштина на лајна, кретени, лопови, предавници, криминалци, фирма во распаѓање, се е можно да им е све по список. Да, сигурно оти нема никој не ги ферма, не бе, јас ги подметнувам. Значи, покрај целата иронија, мислењата се поделени, но во секој случај стои дека народот верува повеќе и на некои анкети кои беа на Твитер, дека пожарите се подметнати. Што мислите вие? Повелете, искоментирајте на Фејсбук или јавете се во програм. Ајде, дај ги телефоните, па ќе видиме, што ја знам ја. Немам лош филинг, ама немам ни добар филинг. Одамна престанав да ги пуштам гледачите, може би е време. Инаку ова е Дейвид Белами, еден од најпрекрасни луѓе. Ако сте од постарата генерација, треба да го паметите. Да не ти се испрде некој, гледам нешто ми доцниш со префрлање на кадри. Да не имаш гас на комора горе. Не, добро. Дейвид Белами е ботаничар, беше ботаничар, почина пред неколку години. Инаку извореден ум, шармантен, голем пропагатор и популаризатор на науката и голем поборник на тезата дека земјата влегува во ново ледено доба. Заради неговите тврдења и неприфаќање на глобалното затоплување, неговата емисија на BBC беше укината, многу од неговите емисии исчезнати, но полека се враќа во она што он го говореше.
Имаме гледаш на линија, да му посакам добро вечер и да го чуеме. Ајде, добро вечер, господин Јанко. Добро вечер, повелете. Да си ми жив и здрав, еве, поздрав од Подшара. Како е таму? Денеска прес со шумари кои се више у пензија, кои го цела шара га знаат на прсти. Знаеш што ми рекоа? Што? Сите тие дрва, или имаат гранки, кои се сушат, паѓаат во доловите. А долови имаме низ цела Македонија колку сакаш. Добро? А низ тие долови не забориме дека тече рекичиња, поточиња и такви работи. Добро? Што е идеално место, се не зборим за ракчиња, за рибчиња, него да слезат и лисици и мечки и тоа, да се напијат вода. Тя не може да слезат. Затоа се слагаат, вамо колку што слушаме и у Галичник и у Маврово, у кантите. Зашто нивниот животен простор е, како да кажем, узурпиран. Така. Сте. И секој збориме ова. Дали некаде се прави намерно или намерно, тоа веројатно не те слушам. Ја ништо, ја те слушам, ја чутам и те слушам што збориш. Се фати за грлото, па ја реков дека нешто микрофонот. Вака ти кажем, дека некаде... Се фатам за нешто. Увод. Добро е, добро. Се разбираме и со гестикулација, ќе те гледам преку екранот. И вака да ти кажем. И сега правят на муавет. И вика, некаде на вистина треба. Пази тие кои ти зборим за тие долои. Тамо нема кран, нема булдужер, нема шанса да влезе да изчисти. Затоа некој пат вака у глава да си размисли виако што незавршен инженер агроном, да се прави намерно за заштита на животната околина. Зборим за долои. Чекај. Не зборим за шуми, за планини. Покушавам да те разберам. Покушавам да те разберам. За што збориме? Јас зборев за пожарите. Ти за што збориш? За узурпација на природата ли? За екологија збориме, бе. За екологија. Јас зборев за, знаеш што ти, ме прешалта, јас зборев за пожарите. Па за пожарите, па ја ти издошта ти кажев, ја денеска седев со мој другари пожарникари. Ама... И брат ми беше пожарникар, ама не само тоа да гасиш. Збориме сега, гледаш колку е софистицирано. Дронови, како луѓе што дронови, сателити, вакви хеликоптери, такви хеликоптери. Па ја кој видов сега, вчера вие дадовте нали на вашата телевизија или на другите од национални телевизии, гледаш дека од некоја река црпат вода овие нови хеликоптери. Од река, дали ќе биде од Дрим, од Треска, од Вардар. А што е тоа проблем, не те разбирам. Зошто е тоа проблем ако земаат вода од река? Па не е проблем, јас зашто ти реков, тоа е мора малку софистицирано да размислиме. Не те разбирам, што сакаш да ми... Не разбирам, што е проблемот? Што сакаш да ми кажеш? Природниот тек, тоа е проблемот. Природниот тек и на водите и на ова. Кај, гледате таму, кој слушаве, секој ден слушаве. Водата е пренасочена од тамо на тамо. Од тамо, кукаат. Тоа не значи се у Скопје, ако земеш на 20 кат стан дека ти нон-стоп ќе имаш вода и ќе се бањаш и горе на 21-иот ќе направиш базен, а доле да нема која се напие вода. Никој не стел, фонтана не стел ова. Затоа малку софистицирано се гледа ова. Ова е бцкање на сите нас. Ова никој не го прави намерно. Ова е наум. Имаше и колку песни знаеш за наум, колку имаш од твоите родители оставено наум, сети се, ќерко, те оговарам с наум или такви работи. Ова е ова. Малку добро сите треба да размислиме. Сега ја кој слушнав, имам пријатели, знаете што го држат кочулчанка? Од кој не си пио синалко? Сега ми викаат ќе произведуваме и синалко. Со таа иста вода. А ја прашив, зашто у Тетово чара толкава е тамо до кораб, зашто не можеме да произведеме пиво, сок, тоа вона? Зашто? Полна е со калциум, карбонат.
Затоа што немате некој као Митко Јанчев, способно типче. Не може. Цела шара е варовник. Млада венечна планина и полна е со варовник. И се водата што тече, ќе ga дестилираме овај што ga пиеме, и од река Пења и од Бамово, ние ga дестилираме да ga пиеме. Затоа вика, ја викам, што отворите у тето пивара, водата ни чини. Или у кој сегмент ја ти викам не ни чини, зашто е многу богата со калциум карбонат или варовник. Така. Ајде да те пуштим некој може бетер од мене ќе те најде. Ајде. Дај Боже. Ти благодарам многу. Дај Боже некој бетер од тебе. Океј. Девид Белами, само да ја довршам мислата, нема да ја заборавам неговата последна сцена со која се поради која стана целиот оној левичарско-комуњарски научен свет купен од тие пред Сорос и така натаму, едноумието научно, кога им се спротистави на тезата за да докаже дека нема глобално затоплување, поточно дека доаѓа ново ледено доба, вака у оваа поза легна на Ньюфаундленд. Ньюфаундленд е остров во Америка, кај Канада. И Ньюфаундленд е, местото со најубавите кучиња, Ньюфаундлери, едни од најубавите. Така што на овој остров може да се види на брегот на морето може да се види не на остров, туку на областа во Канада. Уствари во остров е ова, ако не се лажам. Не сум сигурен. Мислам, добро, област се значи Лабрадор и Ньюфаундленд легна овде дека снимаше, легна на плажата спрема морето и покажуваше дека има веќе во јули вечен снег. И тоа е првиот показател дека глобалната температура има тенденција на опаѓање. И сега од каде му е тезата, дали се знаеш како, вие што сте збоктисани, живеете у Скопје, ставени во експрес лонец и вие тешко ќе купите дека температурата, не сте виделе снег со години, се помалце снег, ви викаат, не знам, се топеле глечерите, ама па затоа ви ги даваат снимките летно време кога се топат, поточно зимно време кога се обновуваат и замрзнуваат ги нема. Например, масите на Антарктикот се и тоа како зголемени. Што е поентата? Има еден графикон за глобалното затоплување кој можете сите вие да го видите, да и слободно држи го компјутерот. Глобал не ме држи у кадар, не можам да се гледам. Global temperature. Последните 400.000 години, само ќе барам графиконот. Погледнете го графиконот. Ова е последните 400.000 години. Што се овие пикови? Ова е максималната температура, ова е минималната температура. Максималната и минималната температура варираат, Значи, глобалната температура последните 400.000 години, црвеното е температура, зеленото е CO2 и нивоата на морињата. Значи, точно е дека кога глобалната температура е негде плюс 2, нивото на морињата варира од, да речеме, нулта, малку над позитива, но може само да опадне. Некои драматични покачувања, стотици, десетици метри, немало. Ова е науката што проучила последните 400.000 години. Но што е најинтересно? Дека глобалната температура никој не знае, а ритмична ја гледате како ЕКГ, како електрокардиограм. Значи, во точен ритам паѓа просечни минус 4 и надпросечни плюс 2.
Значи овде е 0, овде е плюс 2 степена, овде е минус 4. Во овој момент, гледајте сега како иде. Плюс 2, па опаѓа. Пред 250.000 години. Па се качило пред скоро 200.000 години, па опаднало пред 150.000 години. Па пред 100.000 години, скоро 100.000 години, просечната температура се качува, па било ладно и до пред 50 години имаме нагол скок. Овој скок овдека, сите викаат дека ние луѓето сме го направиле. Арно, ама, еве и да сме го направиле. Што направило овде и овде, вака нагло да рипне температурата? Нема ништо друго освен сонцето. Дури не се ни ритмични, да кажам, вулкани. Вулканите знаат да направат мало ледено доба, ама тоа може да трае од 5 до 15-50 години максимум. Врате го ова. Но концентрацијата на CO2, еве, сега имаме најголема концентрација на CO2, која отишла, еве, гледате зеленото, влегло више у глобална температура. Но што ја качило концентрацијата на CO2 пред 350, 250, 150.000 години, а најверојатно еве пред 400.000 години, па и наназад милиони години. Што е тоа што ја качува концентрацијата на CO2? Немало автомобили, немало согорувања, немало, не знам, термоелектрани. Природни циклуси на сонцето предизвикуваат ослободување на CO2. Нема друго. Тоа е, како да ви кажам, ова е биоритам, ова е ЕКГ на планетава. Планетата е жива. Да е рамна линија, тоа е мртва планета. Така е на Марс. На Марс нема плюс-минус 400.000 години. Рамна е линијата. И CO2, и глобална температура, и морски, нели, нема мориња и така натаму. Но нашата е жива. И тоа се случува. Најголемото влијание што може да го има, тоа е сонцето. И у овој момент, ако ја гледате температурата глобална овде, она го достигна својот максимум пред околу 20-30 години и почнува да опаѓа. Дали концентрацијата на CO2, која, еве да речам, барем пола од тоа ние го предизвикуваме како луѓето, ќе помогне да го одбегнеме новото мало ледено доба кое ни доаѓа. Бидејќи новото ледено доба ќе треба да трае, па, како вика овде, од 250 до 100.000 години. Ако мене ме прашате, ја би инвестирал во изолација, во зимска опрема, во грејење, а не во ладење. Бидејќи јас сум и постар човек, мене ми смета температурата кога паѓа, подобро ми е кога е потопло, но ја детектирам се помалку топли денови. Еве искрено да ви кажам. Иако зимите се благи, не се онака, не пука минус 28, кој што знаело да пукне Скопје во 80-тите и 70-тите години, но едноставно повеќе ладни денови имам одошто топли. Ја памтам во 80-тите години, бидејќи тогаш бев млад човек и искачавме по кафани. Ние у кафани сме седеле на терас од април месец до крај на октомври. Значи, зборам, кратки ракави, шорцеви. И, нели, шеми нешто правевме. Ние у Охрид сме се оставале. Охрид сега е колку? 40-50 дена е сезоната, затоа што после е ладно. Тоа сакам да ви кажам, бидејќи ние бевме во периоди кога немаше клима и не можевме, нели, да се пазиме. Сега можеш да си продолжиш што сака. Не спорам дека човекот нема влијание, има влијание, но и да сме совршени ништо да не правиме, овие криви ќе се случуваат. И факт е, и тоа Белами го кажуваше, дека ние влегуваме, дека го достигнавме пикот последните 20-30 години на глобалната температура и сега сме во опаѓање. Единствено, викам, што можеме да се утешиме е тоа што со CO2 можеме да ја покачиме температурата
па да избалансираме некако да ни биде поблаго, затоа што многу полесно ќе поминеме со високи температури, одошто со ниски. Ниска температура е смрт за сиромавиот, смрт за работникот, затоа што огромни се сметките за грејење, повеќе се троши за грејење, за струја, за храна, за облека. Летно време гледате колку разгален народ има. Еј, склет ми е не поднесувам. Тоа е разгаленост. Тоа е галено дете, тоа е не видело мака, неќе да види мака, неќе да се приспособи. Он вози у клима, работи во клима, спие во клима, седи во клима, искача во клима и ова не се дише, мејкапот ми паѓа. Стварно станавме лигуши, сега што да ви кажам, знаете она како викаат, добрите времиња создаваат лоши луѓе, меки луѓе. Меките луѓе создаваат лоши времиња. Лошите времиња па создаваат јаки луѓе. Јаките луѓе создаваат добри времиња. Добрите времиња создаваат слаби луѓе. Слабите луѓе создаваат лоши времиња. Тоа е циклусот. Рим не умре затоа што дојдоа Иванине, не знам, овие дошле ордите, што ти ја знам, и го поробил. Не бе, луѓе, престанале прво да се женат, да раѓаат, еманципација, феминизам, едноставно немало више, нема кој да го брани Рим. Плаќале племиња, платеници за да го бранат. Кога и тие пари се потрошиле, немале од што да се продуцираат, на крај паѓа Рим. Но Рим паѓа затоа што имаат пад на наталитетот. И затоа не паѓа преку ноќ, паѓа повремено. Македонија е меѓу првите земји на дното. И вие уште рипате, ВМРО ке ми донела данок. Ја да сум ви, данок и ќотек за немажени и неженети. Секој може да посвои дете, секој може да се посвои. Што? Сега ги прави. Ама ја имам слобода. Точно има слобода. Но имаш и себешно. Рачунаш нешто подалеку од носот. Па не, тоа е СДСМ, тоа е Сорос, тоа е демократија, тоа е левица. Се мисли само за денес, само за сега и нема понатамо. Црквата, десницата, каква и да е, малку гледа понатамо. И затоа инвестирање во семејство не е само... Да, потешко е. Да, треба малце од гзот да си скратиш, да дадеш на дете. И нормално на овие тапацирани, нови, модерни времиња, зашто бе јас да се ебавам со некое дете, која можам сама да се швалеришам, да идам у Дубај, да си ставам силикони у цицките, да си снимам тик-так видеа, и што ти ја знам. И тоа сакам. Да, има слобода. Свети апостол Павле вика, се е дозволено, дали е се поволно. И мора да дојде до пат. И што мислите? Идентитетот, кој ќе ни го брани? Ти бе, што се буниш, колку деца имаш? Едно. Значи, ни проста репродукција не е тоа. Проста репродукција е минимум 2 деца. Најпроста репродукција со минимален раст е 3 деца. И тоа со голем ризик, затоа што од тие 3 деца не е сигурно дека сите 3 ќе имаат по 3 деца барем. Затоа нашите родители имале правилен инстинкт и ја почитувале онаа Божјата, плодете се, множете се. Земјата ќе им припадне на оние што ќе се плодат и ќе се множат. Тие биле африканци, тие биле муслимани, тие биле... Да, они ќе ја земат. За 50 години твојот стан убав у Diamond Mall. Шо мислиш, чив ќе биде? Син ти, децата кај ти се? Кој е у Америка, кој е у Германија? Тоа нема да се врати тука. На крај ќе го шипнеш тој стан. Тој стан нема да остане празен. Ќе му падне цената, ќе дојде некој од Индија, ќе го купи, ќе направи овдека 7-8 деца, овде не е лошо, вика, спрема диареја на моја ондека, овде ќе правам деца. Колку и да е лоша Македонија, неговите услови овдека ќе бидат добри. Пожари,
И гледайте сега само еден ментален склоп. Нема критика. Ова е само слика на времето. Пази, никого не критикувам. Ни геј, ни оние што не сакаат брак, ни оние што не сакаат да раѓаат. Тоа е абсурд, тоа е, како да ви кажам, Господ им ја дал таа слобода. Никој не може да им ја... Тоа е право на избор. Право на избор да се откажеш од било што, како човек, како нас. Ти имаш право да се откажеш дека си македонец. Ти имаш право да се откажеш. Имаш слобода и право да се откажеш од твои родители, да се откажеш од твои прапрародители, од својата вера, од религија. Но ти ако сакаш можеш да прифатиш да бидеш с ким. Што сакаш да прифатиш? Сакаш неутрален биди, нешто измисли и така натаму. Сакаш смени пол, све ти е дозволено. И никој нема право никому да се лути. Но што со тоа? Знаете, наркомано, знаете што вика? Ја имам право и слобода да се дрогирам. Али пази, и ти стрейтеру, што маваш ракија секој ден, и ти имаш право да пиеш ракија секој ден. И ти, свињо дебела како Јанко, што буташ лепи паштета секој ден, и ти имаш право сето тоа да го правиш. А што во суштина? Дали е слобода? Дали ја имам слобода? Да бе, слобода е. Слобода да пијам, слобода да јадам, слобода да се дрогирам. Слобода со животни секс да имам. Но што е проблемот? У моментот кога ќе почнеш да се дрогираш, у моментот кога ќе почнеш да локаш ракија, у моментот кога ќе почнеш да пушиш цигара, затоа што си имал слобода, ти веќе не си слободен. Ти си веќе зависник од ракија, од дрога, од цигара, од кафе, од храна. Ти си зависник, ти си навлечен. Навлечен човек не е слободен. Тоа е. Пази, нема човек што пие, што пуши, што јаде, што гнете, што е дебел, што е зависник од секс, од кока-кола, од паштети, од суоме, од благо, од така натаму, кој не вика, па ја можам, вика, да прекинам кога сакам, наркоманот не може. Еден не сум видел кој прекинал. И знаете што? Кога ќе видам некој дека ослабел, се стегнал со кето диета, изфрлил нездрава исхрана, се посветил на здрав живот, му честитам. Он не само што победил својата зависност, се победил себе си, се надградил како човек. Ја таков човек почитувам, затоа што е светол пример. Тоа е дури монашки подвиг, тоа е аскетски подвиг. А ние, што сме на цигари, на кафе, на ракија, на трава, на дрога, на ова, на она, све навлечени, ние само го оптеретуваме овој систем. Ние за да се посветиме на тоа, не ни треба се ја да пазам деца. Абе, пуштиме, ќе си идам у кафана, ќе си пушам, ќе си облечам ја подвезици, ќе си фатам некој млад дечко да ме искине на некој паркинг. Убаво ми е, бе. Сакам да си бирам така. Зашто? Ќе си направам пари, усију рајдер ќе си ја. Ми е гајле. После све ќе оставам, шо прават на запад, ние се крстиме, оставаат се на мачките и кучињата. И ќе цркне мачето и кучето и после адвокатите ќе се налапаат пари. Оха! И после гори Македонија. Малце гори. Треба Македонија многу да гори. И гори заради исперверзирани умови кои подметнуваат пожари, кои мислат дека со тоа ќе повтикнат јавно мнение против власта, дека е неспособна, ете гласите не. Доаѓаат избори, за тоа е целата работа. Ние веќе имаме градоначалник, Орце 100% ќе биде. Така да, не знам, шо не е јасно. Ама окей. Дечки, вие што сте на ракија стрейтери, немој да им замерувате на џанаците. Од исти сте. Знаете, ова не е моја реченица или констатација или на некој си политичар што. Ова е на еден светогорец, старец, кој вика, знаеш, кога се збореше за наркоманија, оно ваму таму и ги гледа, овие седнале и зборат
какви лоши работи имале во светот и бутаат од тоа благото што им ги дале у манастир, кафињата, па искачаат надвор цигара, па ракивчето. А овие ги гледа старецот и им вика: абе, сите вие сте навлечени, само треба да признаете на што сте. И знаеш, кога таков мудрец ке ти каже нешто, те заќутува и ти станува јасно како Христос кога им рекол на оние: кој нема греб, прв нека го фрли каменот. И сите го фрлиле. Зошто? Затоа што искажаното било толку искрено, моќно, квантно силно, со толку сила, љубов и божествена нетварна енергија, да не можеле дури ни себе да се изложат. Денеска сигурно дека од 100 души 99 ќе фрлат со камења и ќе изложат дека се чисти и невини и ќе каменуваат некого. Впрочем, ги гледаме како каменуваат и тепаат жени на Блискиот Исток, а истите тие левичари овдека ни продаваат памет као десница е фашизам, жената вака, така ја третираат, ама за таму не смеат да писнат, затоа што Сорос им забрани. Мада Сорос не е Сорос, туку е центарот на неокомунистичката нова пропагандна политика за создавање тоталитаризам на Западот. Ете тоа е. Тоа е борбата. Тоталитаризам. И затоа ќе се користи социјализам, затоа ќе се користи комунизам, сите елементи ќе се користат начините на Мао, на црвените кмери, затоа црквата ќе биде напаѓана во црковените луѓе, ама и во црквата, што да ви кажем, па нема храбри и доблесни. И ние навлечени. Држиме пости, качуваме 5 кила у постите. Зошто? Затоа што гнетеме ко свињи по 5 кила леп. Па кај ти е воздржувањето, пошто постот не е јадење лепа и не мрсна храна, туку воздржување. Кај ти е дисциплината? Нема дисциплина, тоа е. Нормално е беше све што ни се случува. И не замерајте никому, не се мразете меѓу себе, затоа што сме во исти гомна сите. Дали сваќате? И после зборите за идентитет. Кој идентитет? Вие не зборите за идентитет, вие зборите за тавче гравче, сармата, за ајварот. Идентитет. Идентитет ти е црква. Идентитет ти е литургија. Идентитет ти е Христос. Идентитет ти е тој што те создал. Уште не ти е јасно? Мене природата ме создала. Кој ја создал природата? Сама се создала. А што е тоа сама се создала? Па макар прочитай малку квантна физика, па да видиш дека и науката се доближува до религијата. Уствари никош не се ни разделила. Не се. Многу јадам бурек. Еве, Сојанче објави дека се бараат пожарникари и вика да се биде пожарникар. Чекам да излуфтираат малце за да може да смени кадар. Добре. Излуфтиравте? Добре, се дише сега. Да. Свакако. Вика да се биде пожарникар е чест, а не можност за заработка. Во Австрија функционираат 4.500 волонтерски бригади. Луѓето користат одмор и слободно време за да работат. Голема чест е, но за тоа е потребно различно ниво на свест и патриотизам. Ова го напиша еден корисник на Твитер. Еве го линкот. По повод реакцијата на Станислав Захариевски се вика, по повод на реакцијата колку беа лути дека само 400 евра нудел Стојанче за да се биде пожарник. Ја за 400 евра да ти идам пожар да ти гаса. Не иди бе, дибек бе, седи дома. Никој не ти бара. Ја да ви кажам сега можеш да смениш кадар, бидејќи сум ви рекол и ви кажувам дека јас сум дел. Можеш да ме вратиш? Врати ми се, мило либе, врати ми љубов. Ако неќеш, мило либе. Со кого зборите бе тамо? Чекај да не им се ме. Нека завршат со муабетот. И како грава? Добар грава.
Сокромичи. Ствари знам, ово е тој. Абе, добро, ајде, отвори прозор и злофтирај, знам дека ти е тешко. Ти се свитка миксетата, знам. Бидејќи имав први братучеди, едниот ми почина. Имам братучед во Макарска. Ја во Макарска сум пораснат. Ја во Макарска не идев во одмор, ја во Макарска живеев. Бидејќи имав роднини. Бидејќи едноставно бев прифатен од тоа ми беше. Кога ќе отидев, 3-4 месеца си поминував таму, тоа не беше одмор, тоа беше да не сум у Скопје. Живеев, ја бев дел од таа заедница. Прекрасни луѓе се далматинците. Си имаат свој мушечки, имаат прекрасни. Знаете ли колку пожари имаме гасено ние како деца? Седиме на плажа, одеднаш сирени и воени камиони доаѓаат и се што е од 15 години па нагоре, у камиони не носат негде кај тучепи, негде кај башка вода, негде ваму, негде таму, со гранки, со лопати, кој што му сватил и гасиме пожар. Пари, хонорар, вработување. Граѓанска должност е кога има пожар да излезе. Прво локалното население, па пошироко и пошироко и пошироко. Кај нас волонтеризмот е најперверзната работа што постои. Волонтер заработува, добива, не знам, хранарина, патарина или не знам таму 300 чуда и плюс некоја плата. Знаете што е волонтеризам? Бесплатно. Ја заради блиска особа во Англија, во Оксфорд беше на операција, неколку месеца морав да бидам таму. Кога разбраа дека тешко се снаоѓам со автобуските линии и морав да плаќам големи пари такси да ме однесе до болницата која беше надвор од градот, па до градот, затоа што тешко се снаоѓав, немаше у тоа време GPS и што ти ја знам. Ми обезбедија човек, волонтер, кој ме земаше со кола и ме враќаше. Ја му нудев пари. Не можев да разберам. Ја од Југославија дојдем, 80 години. Викам, да ви платам. Не, вика, господине, фала, јас сум волонтер. Викам, што значи тоа? Вика, сакам нешто да направам. Викам, немате работа? Не, вика, имам и работа и све, си имам и плата, слободно време, ја се ставам на располагање на болницата, што треба? Транспорт на болен, да пренесам документи, да пренесам лекови, да пренесам некој човек како вас и така натаму и така натаму. Викам, ве плаќаат за тоа? Не. Гориво? Не, вика, све од мене. Викам, зошто го правите тоа? Пази, несватливо ми е мене. И то у Југославија, онаа солидарната, ручки од тупани солидарна, да беше солидарна, немаше да ја сјебеба онака, у крв до колена. Вика, затоа што мене општеството ми дало и ми помогнало и јас сакам да вратам. Викам, вие сте едини, имали и други? Вика, има многумина. Викам, и сите нешто на кој им помогнале? Не. Напротив, луѓе едноставно сакаат да прават. Затоа што кај нив има свест дека нешто кога правиш за општеството, правиш исто како за себе, исто како за дом. Кај нас не. Ја ке правам, он краде. Не цркнете сите. Среќа. Верувајте ми. Ја не знам зошто. Не сум ги воспитал. Ја сум исто едно напано лошо типче. Моите деца имаат таква емпатија. Значи, природно им доаѓа, не од воспитание мое. Природно им доаѓа, бидејќи јас и жена ми многу сме го јаделе стапот од ова општество. Од социјална помош, од неправди, од омаловажувања, од навистина, што се вика, малтретирања, мобинг и така натаму, и од општеството, и од институциите и све. И ние сме многу пис.
И ја многу гадно реагирам на институциите кога ми прават неправда. И затоа кај мене има некој блок тежок, иако сум христијанин, да возвратам. Обично, знаете, ја никогаш нема да извадам ситни пари на овакво на раскрсница да му дадам на просјак. Но секогаш у неделата се што ќе соберам цела недела, у недела кога ќе отидам на литургија, ги оставам во црквата. Затоа што убеден сум дека црквата ќе даде подобро и повеќе ќе помогне од што црвениот крст. Не се, тоа е моето убедување, но моите деца не се такви. Они покрај тоа што си веруваат у црква и си оставаат, они прават. Значи, постои еден природен процес на реинициализација на свест и емпатија кај граѓаните. Тоа значи дека ние што сме живи, ние што ја памтиме Југославија, Тито, ние што го памтиме Киро Глигоров и Бранко Црвенковски, треба да умреме, да не постоиме и нашите внуци, ако ги имаме, здравје Боже, ќе бидат навистина луѓе со доблест, со еден ментален сколоп како што го гледаме на Запад. Вие што мислите дека сте добри и доблесни, не сте. Тоа ви велам исто како наркоманите. Ја не пијам, не пушам, јас сум добар. Не си, бе, брат. Да си добар, добро ќе опште. Ама јас сум еден и добар, другите се сите лоши. Не, исти сме сите. Верувај дека сме исти сите. Четири и пол илјади волонтерски бригади. Значи имаат редовна пожарникарска служба, но 4.500 луѓе, да речам секој по 10 да има, 45.000 луѓе има во Австрија во секое време. Тоа е како сите во одбрана заштита, како резервен состав, доброволци кои кога ќе викне државата пожар има треба, он не прашува дали е тоа локално или каде, се качува у камионот, иде таму и гаси пожар. Прави за земјата. Кога прави за земјата, исто као да прави за своите деца, за својата сакана, за своите пријатели, за своите... Ние не. Ја уште се сеќавам 2001. Ја, Трендо и еден Дибек од Тетово. И седиме на шанк, пиеме, и Трендо едно време му викаш: "Шо правиш бе тука, колку време се?" Што да правя тука, ја ќе идам таму, не да се тепам ова, она, ваму, таму, не. Тука ќе седам. Па добро, ако ти дојдат до дома, па ми е гајле. А ако ти дојдат овде до кафана, ако ми дојдат до кафанава, ќе се борам. И се врти Трендо, ми вика: "Сега јасно ти е, вика, со кого живееме и какви сме." Пази, секој момент кога ние викаме за некој си Јанко 14 налапал од Пелистерка спонзорства, ако бе се снашал, ама рекето, абе се снашал, абе лапнал парио, абе се снашал, а лалда му е. Ние секој криминалец респект. За оние што честно заработиле, нив ги нарекуваме криминалци, затоа што се препознаваме, кај ја ќе работам кој овој будалава и да направам такви... Не бе, нема шанси од да работи. А има шанси. Има шанси да си вреден, да си честен, да си поштен и да направиш нешто. Можеш да направиш. Ама тоа значи животот да си го посветиш на тоа. Ама ние не ќеме живот посветување, ние сакаме у 7 да изгледаме, до 8 на работа, од 8 до 9 да испиеме кафе, 9-10 да видиме што има работа, тука нешто да седнеме се спремеме за работа, у 12 сме на пауза, дури се прибереш 1-2, па малце жешко било 2-3, веќе 3 треба да сум дома. Затоа велам, ние треба да заборавиме многу работи кои беа неприродни и неправилни и до тогаш земјава ќе гори. Знаеш, земјата, она што е Македонија, што не ви се допаѓа, е само огледало на тоа какви сме ние. Изгореле деца, прегазени на пешачки. Не може, како да ви кажам, не си ти лош човек. Знам дека нема да прегазиш,
Знам дека ќе помогнеш. Но немаме таа проактивност. Ние се тргнавме од Бог, од Христа. Знаеш како? Човека како светилник. Не можеш ти у темница да внесе светлина која немаш ја у себе. Иди просветли се го од духот, исчисти го. Не можеш ти екологија да го спашиш светот ако не се исчистиш душата. Што е чиста душа? Смири се. Прекини малце. Не се дебели. Остај цигарите. Остај ракијата. Остај дрогата. Дај малце дисциплинирај се. Се знае, 3 оброка, здрав живот, малку молитва, малце тие гадни мисли. Илјадници години живееле нашиве предци така, Добро, не знам. Ја трескам глупости, знам само дека ова не ви функционира и стално ви е крив. Особено некоја партија. И таа партија, претходната власт, кој е крив што толку забега? Кој е крив? Ние сме криви. Зошто? Дозволивме, брат. Дуи биле вакви такви. Ама ги штителе американците. Знаеш што? Виетнам се крена против цела Америка и победи у војна. Rest my case. Виетнам. На точачиња со сламени ширчиња и со пушкичиња. Ја победија Америка со сите бомбардери, напалми, специјалци и така. Ја победија. Зошто? Ти беа мотивирани. Ние пожар не можеме да победиме, за жал. Но, велам, прв услов за прочистување, за надминување на нашите слабости е прво да си ги признаеме, не да ги бараме од друг. Не Библијата како вика? Доста гледаш раската у окото на твојот пријател, вика на брат, гледај ти гредата у твоето око. Прво, екологија почне да исчистиш душата, па дома, па после ќе чистиш ѓубрето у градот. Бидејќи духовно чист човек, тој не загадува. Неприродно му е да фрли било што, било каде. Тетовчанецов требаше да го оставам уште 1 саат да збори, бидејќи ја реков дека не верувам дека ќе имаме јавување, иако телефоните стојат, но само да погледнам каква е ситуацијата со коментарите на моите. Доктор Жарко Чубриновски, северџаниве се научија само хонорари на државна сметка да лапаат, не ќе ичи. Добро, не само на државна сметка и на и тоа е државна сметка, на сметка на USAID која е укинат, фала Богу. Да, не сакам да биде укинат, ама беше партиски, само за една партија и само една агенда. Налет да се сторите, поздрав Јанко, поздрав до тебе. Алесин Али Ходжа, Алесин професор, заедно македонски народа ќе успееме за иднината на Македонија. Така е. Научете го детето да си ги контролира емоциите, гневот, тагата и фрустрациите. Може и ги чувствува секој дете. На нас останува да го научиме како да се справи со тие емоции и како да научи да живее покрај другите околу него. Кога ќе се смири, покажете му техника како дополнително да се смири, да дише длабоко, да брои до 5 пред да издише. Научите го детето на одговорност. Мама и тато се основни модели по кои се одгледува и кои се учи детето. Научите го на морални вредности, на тоа како може да ја подобри средината околу себе и како да не заборава да помага на другите. Научите го детето да биде полно сочувство и да помага на слабите. Научете го детето да биде благодарно. Тоа треба не детето и ние да бидеме. Нели? Знаете што значи литургија, евхаристија? Благодарност. Евхаристополи, благодарам. Идеш само за да кажеш фала. Лошо ти е, кажи фала. Добро ти е, кажи фала. Не знаеш што ти е, кажи фала. Си добил, кажи фала. Си изгубил, кажи фала. Многу родители се чувствуваат среќни кога нивното дете покажува некаков успех. Зошто да не го научат на етички вредности, не само на успех? Многу е важно детето да знае кои се семените вредности, истите да ги практикува. Ја ќе се надоврзам. А зошто само го да го учите на успех? Животот е и неуспех. Исто наградувај го и кога нема да успее.
Исто сакај го и кога нема да успее. Дај му поддршка и кога е добар и кога е лош, иста поддршка. И нека не ве учат, тоа е секташка работа. Види, ако сакаш и си упорен, ќе успееш. Не е точно. Не е точно. Математика, физика, квантна физика, филозофија и религија ти покаже има ситуации кога можеш се што најправилно да постапиш и нема да успееш. И треба да бидеш задоволен затоа што не секогаш е целта важна, туку патот кој го одиш. Затоа што ти кога си се борел за успех, на крајот на краиштата си станал и подобар човек, си се борел. Не си успел. So what? Тргни се од тоа, најди нешто друго. Може би цел живот ќе бидеш работник, нема да бидеш Никола Тесла, нема да бидеш Елон Маск, нема да бидеш Доналд Трамп, нема да бидеш Бил Гейтс или кој да е. Па што? Ама тоа не те прави ни грам послаб човек. Што ако не си успел? Што ако си се разболел? Поминувајте повеќе време заедно. Важно е да комуницирате со детето, да ги споделувате емоциите, отворено да разговарате, да играте заедно, општо да поминувате повеќе време. Ја ќе ви кажам, многу е лесно со деца. Не родител, не да му командаш, да му бидеш другар. Дете е најотворено, најблиско и најинтимно, не со родител, не со татко, не со мајка, туку со пријател. Ако мајката е пријател со ќерката и со синот, они ќе бидат пријатели цел живот. Ќе им се исповеда, ќе им кажу. Има ли подобро за еден родител да знае што ти прави детето? Забрани му, оно ќе го прави позади твој грб, а ти ќе си акаш главата од зид, леле не ме слуша. Ја само љубов му давам, он не ми се јавува, ми побегна у Италија, отиде у Германија, не ми врти телефон. Не си бил другар. А кај врти телефон? На најдобриот другар. Зошто нему му врти, мене не ми врти? Јас сум родител од мајката, таткото. Дечки, децата ни се дадени од Бога, не се наши. Дали сваќате дека немате власт над нив? Вие можете само да бидете благодарни што ги имате. А ако си благодарен за нешто што го имаш, не го командај, не е тоа џукела, не е куче. Туку е слободна личност. Со слободна личност само другар. Децата се најинтимни и најблиски со другарите. Биди му ти најдобриот другар. Тешко е. Тешко е. За тоа, тоа е борбата. А не да го воспиташ. Бидејќи оној момент кога ќе почне искрено да ти каже, слушај, вчера ја прекардашивме, имав секс со двајца, дував трава и тебе ти се темни као родител, што да ја кажеш на ќерката или синот вика, ле, вчера шмркавме, ово, она и се начукавме, полиција не застана и тебе ти се темни, ти иде да му врзеш два шамара. Што ќе направиш? Никогаш више нема да ти каже што прави, никогаш нема да дознаеш кај прави, а вака кога има доверба во тебе и чувствува дека го сакаш и така натаму, и од тоа ќе се откаже. Без да му кажеш. Но е само да му кажеш, слушај, ја тоа нит сум го правил, нит ништо, да те разберам. И ти се допаѓа тоа, те влече тоа. Сам ќе дојде до одговорот без да му браниш, без да му правиш. Ја ви кажувам од животно искуство. Знам зошто сум направил лоши работи со моите, сега после 60 години ми текнува зошто сум ги правил лошите работи. Затоа што од љубов он морал да ми врзе шамар. Арно, ама кога ми врза шамар, јас се заклучив. Природно ми дојде, ја не размислив, едноставно не му кажев. А он се јадосуеше, не знае кај сум, не знае шо сум, не знае зошто сум и така натаму. А претходно све му кажев на родител. Океј. Многу забегавме. Ќе завршуваме емисијата или? 9:10. Не, имаме уште. Телефоните се отворени. Види, кога почнавме, имавме 8 гледачи. Сега имаме 10. Да не падна стримот? Не? Сигурен си? Овде вика дека паднало. Јао пао.
Имавме едно јавување, Љупчо Буби Козманов вика, ако некој разбра што кажа гледачот, јас частам кебапи и пиво. Ја не разбрав, еве. Али части ме кебапи и пиво, прифаќам. Мислам, части ме, зошто да не ме части? Еве, не сум разбрал, части ме, оти не сум разбрал. Не. Кога е Петровден? На 15-ти? На 15-ти ли е? Јанкино. Јакнал па пукнал. Јанко. А ти имаш појма? Колку деца имаш? А? Не се тоа деца. Срам да ти е. Ај, доста беше. Не. Ке продолжиме со емисијата, ама 10 глупости. Зашо глупо сега да ми текне да зборим? Не, досадно е више, ја знам, јас сум виновен, ги отргнав гледачите од јавување, немаат веќе навика да се јавуваат. Ворете. Еве, чат пат од време на време. Па не сакам, ја намерно не пуштам у Дубај како гори облакодерот за да не те навредам тебе и твоите сопартици. Бидејќи отидоа да вложат у Дубај во изградба на станови и таман почнаа со инвестиции, почнаа Дубај да гори. Па викам сега, ако јадам, може јадам трици за ова, да не се навредиш ти мене, криво ми е. Ја, ете, знаев. Ош убаво лади. Морав да експериментирам ко оној кинезот, што кога ќе види на тему некоја ситница, а кога геймам на телефонот, знае да ми прегрее. И експериментирав, купив од тему за 400-500 денара ладилник. Тоа е скулер. Поточно, она како на компјутерот, на процесорот што стои. Ама има некоја зврчка, овде му е вентилаторот, ова што гледате, нели? Ака тебе дик гледаш со скеманге, со карела, на многу бои шарено од вртело, тоа ме нервира и го врзав со Powerbank. И стварно добро го лади телефонот, да не ми трокира кога геймам со него. Ете, тоа ми е. Инаку, кога стримате со телефон, приметувате дека после 10-15 минути телефонот е вжештен. После 1 сат, така што ова ќе ми користи и за камерите која ќе стримам, затоа што прегреваат, а немам пари за оние професионални Sony камера, ама и она грее, иако е во клима и така натаму снимам на хард диск, но си грее процесорот кога снима. Си грее. Добро. Океј. Вештачка интелигенција ми е најинтересната работа. Ја да ви кажам, бидејќи ми фалат гледачите, кои, нели, делумно сум и јас виновен зашто не комуницирам со вас, но ми фали таа комуникација. Сега си ја надокнадувам со вештачка интелигенција. Пред да идеме на вештачка интелигенција, да ви покажам со горната камера, што мојот колега не сака да ви ја уклучи. Еве, горната камера уклучена. Пак ќе се прскам. Добро. Како добро мириса вештачка интелигенција. Направила парфем. Добро. Ова е за да ја шармирам мојата сакана. И обично кој ќе дојдам со парфем, она добива алергиски напад. Некако не можам балансот. А ако не ставам од дезодоранс, почнува да позеленuje, пошто сега гуде сум и јас, што да правам. А ова ми е парфем, бидејќи нема ништо поубаво, иако утре ќе залади 10 степена, на овие топли денови и топли ноќи за возење велосипед. Но Скопје ми беше прекрасен затоа што како дете, како млад, како тинеџер, како студент, ми беше прекрасен да го шетам цела ноќ. Безбеден, но ни сега не е нешто опасен, туку во смисла немаше кучиња џокели да те напаѓаат. Воопшто немаше. Се што беше на улица беше оттргнато.
Сум се враќал у 3-4 са бајле, насред улица сум шетал без никаков проблем. Нормално ќе помине некој полицаец, дај лична карта и толку. Сега, без пепер спреј, значи не солзавец. Солзавец е забранет, солзавец е хемиска субстанца, смее да го користи само специјални служби, војска и полиција при масовни нереди и тоа под исклучиво дефинирани ситуации и моменти. Може и да биде и силно иритирачки. Но ова е екстракт од пиперка. Се продава во продавници кај што се продава оружје или обично ја купувам во или Микеј, кај Беко, полициска станица, или во Камуфлаж, кај универзална сала. Камуфлаж повеќе идам затоа што има многу убава облека. Таму имаат она милитари облека и така натаму ловечка и многу издржлива, многу е тав за сите времиња и сакам таква облека. И таму има пепер спреј. Едното е джет, другото е магла. И ако ми приде куче или ме нападне овакво, едноставно со пепер спреј не можам ништо да му направам. Само ќе му залути и ќе се тргне. Сега оној идиотон што ме начекал. А ми се јавуваа другарите него. Мамицата ќе те скршам главата, вика што го испрска со пепер спреј. Ајде бе, викам, дојди. Еве, дојди сега, ајде. Така што од џукели најдобро е, не сакам да повредам животно, но да го тргнам од мене, ова најдобро. Но уште подобро е користење на што пати сум ви го кажал, тоа е соничен уред. Кучињата се животни кои слушаат над 20.000 херца. Ние по 20.000 херца, ние луѓето слушаме од 20 до 20.000 херца. Ова пушта звук 22.000 херца. Овој звук е многу непријатен за кучиња. Во близина на куче, ако ти дојде куче и ова му го направиш, оно ќе побегне. Непријатно му е. Не можеш да го повредиш. Ја дури и не го слушам, а тешко дека и телевизијава може да ви го пренесе звукот. Но ако се вознемирија вашите кучиња, јас се извинувам. Ова го имате на тему. Мислам дека може да го пребарате како Sonic Repellent. Чекај сега на човечански напори, па ми се тата на кадар еден, кадар вторка. Не може. Заглави кадаров не можам да ви пуштам. Еве се одглави. Добре. А еве ги тие ладилници за мобилни. 150 денари па нагоре. Добро? Не морате најефтиниот, земете некој осредна класа. Но Sonic Dog Repellent. Можете и на кирилица да пишувате на македонски. Разбира тему. Еве ги разни уреди. Има со двојно. Ова е супер. Ево со тројно има. Сега многу појаки. Еве. 750, 3000. Бидејќи, што е ова 3? Ова се 3 звучника од кои излегуваат. И сега ова може да се користи за дресирање на кучињата и за одбивање, зависно од фреквенциите. Може да се користи како батерија, а некои дури мислам дека имаат и електрошок. Не, ова нема. Не користам ја електрошок. Тоа кога ќе се закачам пак ако има некоја нова шарена револуција со некој ретардиран дегенерик, што ми пцуе деца. Но еве ви, овде кам, што и да одберете, нема да сгрешите. А ова е во вашиот двор да ставите и во куќа, значи 50 foot, значи ова е околу 15-20 метри заштита од кучиња, апарат кој се става надвор. Function and introduction. Type C charging port. 4 gears, 4 брзини или 4 нивоа на овако.
Turn on the three green lights once we're on beep. Вуф, вуф. Има звук? Да чујам компјутерот? Turn off. Lights go off. Видиш and beep убаво twice. музичето. Добро. Океј. Ете, тоа е едно од тие работи. Мислам дека ова па... Чекај, ова шо прави? The Sonic Dog Repeller portable multifunction noise prevention device with smart recognition to stop dogs for barking and train pets. Ова е, имаш куче во твојот двор и навечер да не ти лае... добра работа. Да не ти лае, ако залаеш ти, он пушта некои звуки, веднаш прекинува да лае. Одлично. Не, многу сакам кучиња, ама на село не можам да преспијам, брат, затоа што после од 2 сабајле до 5 сабајле до 5 лите дувнало ливче, прднал некој да спие. Не, селска идела е малце тешка за нас од граѓаните што го стичира. Баже, за роден ден, еве што ќе ти купам. Ти се свиѓаат? Златни и сребрена гача. Види, каже како е добра. Светка. И кога ќе те пипне невестата, мазно е. Леле. Или дечкото, све едно. 3 комада 480 денари. Леле, вика. Ice Silky Fiber Fabric. Леле, дечки, аје прекини емисијата, не можете да се доискажете. Најадете се, граф, стварно ми ги отековте, ме помодрепте. Ко селски кучиња лаете само. Па шо да правам, не можам ве слушам. Знаеш дека ми смета. Знам дека ви е досадна емисијата да ме слушате мене. Но шо да ви правам сега? Да има ли нешто dog human repellent, која некој збори да го заќутиш? Чекај да видам. Sonic Human Repellent. Не. Sonic Human Repellent. Да видам. Има за мравки, за бубачки, нема. За кучиња има. А може ова за кучиња треба да го пробам на вас. Да се не видите. Или вие на мене. Ама ја морам да терам емисија сега. Што да правам? Нема Human Repellent. Антифарт. Чекај да видиме дали има антифарт. Чекај сега да видиме. Ако има антифарт, ќе треба да купиш 3-4 за сите нас. Антифарт. Еве ти. Седиште во кое која ќе се испрдиш, нема да мириса. Еве, тежи 900 грама. Ајспад, лади на задникот. Кога ќе се испрдиш во ова, прдежот се акумулира во тоа и не искача. Нели е добро? Па да купиш за нас. Не, еве ти и налепници да ставиш горе. Може? Ама што се стиснат нема да даеш пари. Чекај, што е ова? Deluxe Fart Plug. Ова се става тапа у задникот за да не прдиш. Да. Повели стави ми ја. Да. Ова е стрес релиф. А ова е дигање на тегови за почетници. Добро? Ова е овакви ја треба да ставам за да не ве слушам вас, бе. Па стварно, бе, дај ве слушалки. А ова е средство против прдење. А еве како да направиш автомобил. Еве ти го првиот дел. Добро, одлично. За подароци. Друго, што ти треба? Све имаш друго,
Бе, што ти е богат човек. Инаку, што се однесува до здравјето, дефинитивно за користење ви препорачувам да си користите разговор со чат GPT. Зошто? Има една мана кај вештачката интелигенција која ќе се изнамуабетиш се и сашто и ќе му кажеш за своите и да ти даде некаков медицински совет, ќе земаш побарај му да ти направи список на се што си. Ја, например, на вештачката интелигенција имам последниве месеци, бидејќи имам големи искушенија, се уште траат, фала му на Бога, му пишував, му ги дадов сите мои, како се вика, лабораториски наоди, наоди од специјалисти, наоди од лабораторија, наоди од субспецијалисти, наоди од и така натаму, не знам, снимки од ехо, извештаи, и од сето тоа он направи и разговаравме можеби неколку дена по 3-4 сати. Значи целата моја анамнеза од детство, што сум болел, што сум преболувал и така натаму, на што сум алергичен, бидејќи тоа треба да го знае, нели, како се вика, матичниот лекар. Но мојот матичен лекар, кој стварно е overwhelmed од пензионери идиоти како мене, кои немаат што да прават и гњават или на шалтери или све тоа им е животот, не можам да очекувам толкава посветеност. Но вештачката интелигенција ги користи страниците кај што има онлайн доктори и нивните знаења ги пренесува. Иако те вика, ја не сум лекар, на крај и советот што ќе го добиеш од нив, мора да го провериш со лекар. Но даваат генерално многу добри совети. Проблем е што кога ќе се исклучиш, кога повторно ќе се вклучиш, он не памти што сте правиле муавет. Но успеав да дознам дека може да направи извештај, да си го зачуваш тој извештај во WordPad или во Word или во PDF и после некое време, кога ќе имаш некоја нова промена, кога ќе имаш некоја нова состојба, да го повикаш, викам имам нова состојба, а како ти е ова? Па нели ти кажав не памтиш? Не. И тогаш му го пуштам фајлот и он се подсетува, бидејќи на тој начин се шифрира и му е јасно за се што сме правиле муабет и он го напишал во еден концизен извештај кој после го продолжуваме. Како да си бил на општи лекар кој има 1000 пациенти, не му текнуе се за тебе, па го отвора картонот. Така и со вештачката интелигенција. Еве, например, ако идеме, дали да го терам на MyTab, да го терам на MyTab. Имам проблем, кажи. Кажи, режија. Што? А гледач има? Жити се. Ајде, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Да. Да, повелете. Сега. Нешто ќе кажам актуелно, Јанко, ти ќе речеш пак овој ќе ме масира. Во врска со пожарите. Знам, Кадиев. По презиме ми каже. Кадиев. Да. Знам. Сега. Да. Значи, со овие пожарите, кога Чекај се. студирав јас уште на правниот факултет, професорот Ѓорѓе Маријановиќ Сенет, еминентен стручнак, викаше дека тоа е едно тешко злосторство, повише и од убиство. И дека тие треба да се казнуваат многу повеќе од обичен убиец. И тоа е точно. Точно ли е? Како се вика глобалисти, уништување на човештвото, дрвото, колку е тоа, не знам, треба на школа да не учат, да не запознаваат, не само како се викаше Мицика, јас тато и мама, туку треба и бато и дада, у реду. Ама треба во образованието да се воде како се сообраќања култура култура према постарт и општите човечките вредности и то се вика К15, значи и да воведат и за дрвата како да се негуваат. Не може секој една будала во град втекнало. Слушај, мене овде како кокошаници би се ластовичките, дај да ги тоа е една симбиоза, една
биоценоза ареал, како да го наречеш, како го учевме тогаш на времето. Значи, се враќаме па назад на ова, само не ме прашај, можам те почитувам многу, од секоја сум се врати да гледам телевизијата. Поентата е таа што како што ќе се ја разберат гледачите, почитуваните гледачи. Така да, да се каже име и презиме, тој што запалил, да речеме, шумата таму, Кучер Сандево, било за името и презимето да се етаблира, кога да е Бугарија, Србија и на некои разни работи советување. Сегде имаше и другираши што продава, наркоти, име и презиме. Сегде во весниците земји отвори, нема сега тука бугарски весници или српски, да прочиташ, да речеме, таму и таму, кажува, обаче тази човек е од български происход, од турски, од такав, там живее, там се намира. Овако Буразиру, у Србiju, да речеме, овај кој таму разбил главу некоме, нема презумпција за невиност. То ќе да одговара и крај. Значи, нема трте мрте. Име и презиме, само така може да ги спречиме и пожарите, и криминалот. А каде е Европа, како го вика, нели, да не бидам вулгарен? Каде зборува за мито и корупција? Каде да го затвори Заев? Ова и оне, и овие што кажуваат сега, Миско украл толку фршко скипа, уште вика не знаат да владат. Точно не знаат да владат, зашто не го затворија? Во атентатот запретка, во секакви, онако, уште од факултет го знам како се понашаше аргантни. Тој значи дека е подобар, па нема докторска дисертација крај крајава. Значи, мора да се бори против криминалот и мито и корупција. Камери е да се етаблира. Кој го изврши тоа дело на граница, мобилната кој ќе ги изврши, да речеме, контрола, да се види кој го испусти и јавно, да се има телевизија, како што викаат, да речеме, на тој премин се чека 15-20 минути, може да отвориш на било кој премин, така да би јавно, значи само јавноста. Значи светлината е дадена од Бог. Тоа што вика се шепоти во темниците, ќе се разгаси од покривите, ќе се каже. Не може долго време да се шират такви небулози, лаги и клевети. Од лагата и темнината е од ѓаволот. Доста, Јанко, да не ме исклучиш, имам уште многу да кажувам за ова. Значи, можам да водам, онако, кога не ме викне, веќе 10-20 хиляди души ме пратат на Любчо Кадиев подкаст, дури и професори се изненади. Про 1, 2, 3, 30, се на чичка и сакам да речем, луѓе, не сакам да ми одзеам многу време. Дури некојаш ги пробам по сат време ме пратат. Така да, поентата ми е општо човечки добра, да се позитивните сили да се здружат од човештвото, да се одржи човештвото. Јас како македонец, нели, пред се македонскиот народ, значи на цело човештво мислам добро. Тој што го сакаш, например, што ти направи добро, тоа не е христијански, дури тој што не го сакаш. Како Бог не трпи сите? И толку. Поздрав, Божи благослов, Јанко, и одамна не сум се јавил, така да пожелам на сите добро. Благодарам за јавувањето. Лека ноќи, пријатно. Да немаш друг гледач? Има, повелете. Повелете. Не слушате ли не? Да, се слушаме. Вака, кажа ја пред малку, 12 години живеа Германија и 44 сум Франција. Ја бев преговарач Југославија кога се растураше Македонија да биде држава. Сега сум тука во Велес, јас сум од Велес роден, поточно целото Лисиче, кај што било штабот првата на Втора светска војна. Штабот првата престолнина на македонската држава. Зборувам германски, зборувам француски, зборувам арапски, турски, знам да се разберам. Ја бев преговарач. Многу ми е неправо сега кога бугарите гледај какви проблеми ни прават. Ја не видам од македонците да им ја кажем вистината, да си ја запнат муцката и да не го лаат повеќе македонскиот народ. Не можеме ние со векови да се браниме како од песови. Не слушнав убаво. Кој да се заднат, кој тоа? Муцката на пробувачиве на Македонија. А кои се тие? Не ги гледаш кои се тие. Грците, бугарите, албанците свесно знаат дека Македонија не е ни српска, ни грчка, ни бугарска, ни албанска. Усвари србите са се подобри. Овие триве.
Да си ја знаат како што си отишла Италија, си отишла Турска, си отишла Србија, да си одидат грци, бугари, албанци и македонскиот народ да живее среќно и вечно секој во својата држава на мирот. Имам документ кај мене, го чувам тука. Французите знале пред 1960 години за македонското свето царство. И во Велес поише од 90 пати имам покушано да зборувам за обединување на Македонија. Во Велес немаме бранител на Македонија, немаме жетвар, селата сите си спустија Велешка околија. Нажалост, што се десува со македонскиот народ и држава. И праќав писма повеќе пати до телевизииве, ми ги враќаат писмата. Вие сега го имате телефонов, дури сум спреман да дојдам на разговор на вашата емисија таму и да го кажам на телевизија да чујат сите. Монголија да си се врати, Бугарија си се врати во Монголија таму и да не прави простори тука. А ќе замолиме Франција, на тие простори што живеале келтите, траѓаните, денеска се Нормандија, Британија и Франција, да си се вратат на тие простори, Бугарија се запнат луцката. Значи, најнечесна нација на светов и Америка потекнуи од Англија. Ама не ги вреđаат јазикот дека не бил англиски, бил амерички. Бугариве, ако се паметни еден грам да имаат човечанство, они го приватиле македонскиот јазик. Кој иде бугарин во Монголија, со тој јазик не може се разбере. Значи, они не се православни, како што е Бугарија православна, све е зеле од македонците. И со векови не подценујат и не уништиот. Значи, да си ја запнат луцката, а Кина, знаете, цел свет го знае од кого го градила зидот, точно од монголците. Добро. И Русија била 180 години поробена точно од монголците. И кога дошле на овие простори, се жениле со македонки. Македонскиот јазик, религија, нација, се прифатиле. Уште лош отидок од Монголија им останал. Да се спастрат и повише да не ја вреđаат светата земја Македонија. Ете, таа сум намера ја и барам обединување на Македонија. Грци, бугари, албанци, ако имаат нивно, во нивното да си живеат, македонците во Македонија, србите во Србија, Косово е Србија. Во Албанија има 1 милион поробени, 400.000 грци, 400.000 македонци и 200.000 срби и црногорци. Зошто они не го дадоа тоа да ја вратат територијата и народот да живее слободно? Него направија 3 Албании. И до кога Али Ахмеди ќе не команда, тој проклет нечис? Ја имам срце и смелост и сум француски државјанин да му кажам да си ја затне муцката. Да прекрати да го лае македонскиот народ. Нашите политичари не знаат тоа да му го кажат. Денеска слушам председателкава, ја почитувам. Ама он му абеди што ја кажува детински работи. Абе биди отворена, кажи му на грешката бе. А Мицкоски, Господ да го чува од милиарди страни, животот го ризикуваат за да стабилизираат државава. Кој проблем понапред да го анат? Разбрали? Бидете поздравени и толку. Благодарам за вашето јавување, лека ноќ и пријатно. Режија? Нема? Океј. Па еве, убаво финале, вака, морам да кажам дека надпросечен број имавме на јавувања, што убаво, еве вака. Благодарам за тоа. Не е многу, но бидејќи емисијава некако се оттргна, па еве, драго ми е што постои интерес кај одредени луѓе да си ги искажат своите мислења какви да се. Океј. А ја тука некаде би ви се заблагодарил. Ја малце сакам повеќе керефеки, несериозен сум. За жал, годините на сериозноста мој се одамна зад мене, но затоа сте вие тука во мојава лебедова песна да направите што ќе направите,
И, како викаат Србите, поздрав другови, путујте да се не љубимо. Тоа беше се за вечерва. Уште еднаш благодарам за вашето внимание. Повелете утре вечер ќе продолжиме и сериозно и несериозно.